Годината на тигарот не му донесе среќа на Сангјонг. Двата негови змеа не можеа да се изборат со неизвестноста на банкротот на компанијата од кој требаше да ја спаси производителот на електрични автобуси и камиони Edison Motors. Тој за јужнокорејскиот теренски специјалист требаше да плати $260 милиони, но освен авансот од 10% не успеа да ги соберат останатите пари и превземањето беше откажано. Покрај тоа, новиот собственик требаше да ги исплати и долговите на Сангјонг кои изнесуваа скоро $600 милиони. Приказната сега повторно се враќа на почетокот. Се бара нов купувач чија понуда треба да биде одобрена од страна на стечајниот суд. Edison Motors имаше големи планови за Сангјонг. Сакаше да произведува електрични автомобили со кои ќе им конкурира на Тесла. Користејќи ја својата стручност и искуство и капацитетите на Сангјонг за производство, тие планираа силен настап на големите светски пазари. Од Edison Motors велат дека сделката пропаднала заради некооперативноста на управата на Сангјонг и нетранспарентноста во трошењето на веќе платените средства. Сангјонг и покрај проблемите продолжи да работи и лани продаде околу 85.000 возила. Во декември е потпишан договор со кинескиот Build Dreams за развој на батериски системи за електричен модел кој треба да се појави идната година, но сега и тоа е доведено во прашање.